Добар ден. Прво издание на Дневникот на Канал Плюс. Почнуваме со најава на дел од содржините. Наместо 50 денари од 1 јули 2016 година капитацијата ќе биде зголемена на 55 денари. По стоматолозите капитациониот бод ќе се зголеми и кај матичните лекари. Ќе се отвора кол центар за комуникација со земјоделците. Пунктовите за откуп на тутун во источниот регион ќе бидат отворени на 15 декември. Изградбата на детска градинка во општина Зрновци, која беше најавена пред неколку години, се очекува да започне идната година. По стоматолозите капитациониот бод ќе се зголеми и кај матичните лекари. Наместо 50 денари од 1 јули 2016 година капитацијата ќе биде зголемена на 55 денари. Матичните лекари ќе добијат 10% изголемување за поквалитетна грижа за здравјето на пациентите. По стоматолозите капитациониот бод ќе се зголеми и кај матичните лекари. Наместо 50 денари од 1 јули 2016 година капитацијата ќе биде зголемена на 55 денари. Матичните лекари ќе добијат 10% изголемување за поквалитетна грижа за здравјето на пациентите. Министерот за здравство Никола Тодоров истакна дека станува збор за рационално користење на средствата во здравствениот систем. Оваа година буџетот на фондот се зголемил за 22 милиони евра и средствата ќе бидат потрошени за пациентите и лекарите. Имаме зголемување на буџетот на фондот за околу 22 милиони евра и тоа се средства кои што фондот рационално ги користи за основните стейкхолдери, за пациентите и за лекарите. Фондот за здравствено осигурување издвојува значителна сума на средства од буџетот за дејност општа медицина и за тоа во буџетот за 2015 година се предвидени и ќе бидат исплатени 1 милиарда и 870 милиони денари. Со ова зголемување од 5 денари по капитационен поент за фондот ќе има дополнителна фискална импликација од 188 милиони денари годишно. Оваа мерка всушност ќе значи и подобрување на состојбата во примарната здравствена заштита, која ќе се рефлектира и на осигурениците во Република Македонија кои имаат избрано матичен лекар. Во просек, секој матичен лекар има 1159 пациенти за кои фондот исплаќа 104.367 денари. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за 2 недели ќе отвори кол центар каде на повеќе телефонски линии представници на институции од овој ресор ќе одговараат на повици од земјоделците и ќе им даваат информации и совети. Се отвора кол центар за комуникација со земјоделците, кои на едно место во кол центарот ќе можат порационално и поефикасно да добиваат одговор. Ќе можат да постават прашања од различна природа, вклучувајќи и од аспект на корупција, барање за субвенции, проблеми од ветеринарна природа и така натаму. Бидејќи се покажа корисна алатка, продолжуваме во трет циклус, го дуплираме бројот на населени места, значи ако сега сме посетили во 2 циклуси 206 населени места, до сега се посетени 200 населени места, уште 6 населени места очекуваме да бидат посетени согласно претходниот акционен план во месец декември. И нема да застанеме туку, понатаму продолжуваме со новата агенда која што ќе биде објавена на веб страната и во средствата за јавно информирање. Костадиновски најави дека тимови на Министерството ќе продолжат со посетите на терен, со цел на средбите со земјоделците директно да се запознаат со проблемите со кои се соочуваат и да одговорат на прашањата поврзани со програмите и мерките во земјоделскиот сектор. Во тек на 2 циклуса со такви активности на терен што почна од август се посетени 206 населени места. По завршување на вториот циклус на 17 овој месец се планира трет циклус со кој до крајот на јануари треба да бидат посетени двојно повеќе места, односно над 400. Наместо по 2 ќе има по 5 тима, со вклучување на представници од повеќе институции во надлежност на Министерството за земјоделство. Пунктовите за откуп на тутун во источниот регион ќе бидат отворени на 15 декември. Тутунарите се уште се во неизвестност за цената по која ќе се откупува тутунот. Оваа година тутунот е со подобар квалитет, тврдат производителите.
Од 15 декември се отвараат вратите на откупните пунктови на тутун во источниот регион и покрај за доцнетиот старт тутунарите се уште се во неизвестно за цената по која ќе се откупува тутунот. Тие ги прават последните подготовки за предавање на годинешнава реколта. За разлика од лани, тутунарите тврдат дека оваа година произвеле тутун со подобар квалитет. Квалитетот е многу добро, како ќе се, тоа не знам. 150 не се сплаќа овај. Не се сплаќа овај, многу има, една година работа овај. Нема издастој овај. Оваа година добро квалитето, не ланска како ланската, мислам, подобро оваа година, ама што ќе има, како ќе има цена, сега не знаеме уште ништо. Да. Според вас, која е тука приближно реална цена за да ви се покријат трошоците? Па и испод 200 денари не треба да е просек, мислам. Со последните дополнувања на законот за тутун и тутунски производи доставен до собранието кој ги побара од Министерството за земјоделие, смета дека со овие решенија откупот ќе биде навреме и непречено ќе се одвива од реколтата 2015 година според планираната динамика на откуп, како и целосна исплата на договорените и откупните количини на тутунопроизводителите. Компаниите кои сакаат да откупуваат тутун пред да почнат да вршат откуп треба да обезбедат доказ за обезбедени пари за исплата на целокупната договорена и откупна количина на тутун од тековната реколта. Производството и трговија на тутун и тутунски производи учествуваат со 3,2% во бруто домашниот производ. Тутунската индустрија учествува со 4% во вкупното индустриско производство и со 4,1% вработување во вкупната индустрија. Тутунот е застапен на просечна површина од околу 15.430 хектари 2007-2014 година со 8 годишен просек на производство од околу 23.400 тони. По вчерашната пресконференција на Општинската организација на СДСМ Штип денес се огласи и градоначалникот на Штип примариус магистер Илчо Захариев, кој потенцираше дека и понатаму нема да запре градежната експанзија. Обвинувањето кои беа упатени од Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз до локалната власт дека реконструкцијата на градските улици во периодот по 15 октомври е проблем, денес ги дементираше и градоначалникот Захариев. Осем тоа, тој ги најави тековните и идните проекти кои општината треба да ги заврши до крајот на наредната 2016 година. Нема законски ограничувања дали ние ќе работиме или нема да работиме. Вчера слушавме на пресконференција, некои изјавија дека има забрана за градежни активности. Такво нешто ја досега немам чуено, но ако има таков некој закон, можеби постал во некои минати времења, кога некои представници на политичка партија работеа 15 дена во текот на 4-годишен мандат. Ние не прекинуваме, моментално се работи на река Вардарска и работиме река Отиња. Ги завршиме улиците во 3 чешми, Вардарска првиот слој е асфалтирана. Почнуваме со градежни активности и тоа 3 големи проекти кои ќе работиме идната година асфалтираме. Тоа е патот од магистралниот пат Штип-Радовиш до Сувограло. Потоа ќе го почнеме деновиве патот од Врсаково до Долно Трогреци. Во моментов акцентот е ставен на чистење на коритото на реката Брегалница како дел од акциониот план кој општината го донесе за чистење на реките за да не се повторат поплавите од 2013 и 2014 кои предизвикаа многу неволји за граѓаните. Чистењето на речното корито е интензивно, се прави по највисоки стандарди. Јас се надевам дека до 4 километар ќе го завршиме до нова година, комплетно. Сите оние места каде имавме поплави и нанесување штети на како на жителите, како на стопанските субјекти веќе нема да постојат. Битно е да кажеме дека тука и целиот пат Димитар Влахов, јавното предпријатие Стипено е задолжено да ги санира сите решетки и шахти и се направија пропусти према реката Брегалница за да нема поплави во самото ново село од водите кои доаѓаат по булеварот Димитар Влахов. За 2,5 години општината реализира на 300 проекти, што е за речиси 3 пати повеќе од изборната програма која се однесува на 4 годишниот мандат до 2017 година. ВМРО ДПМН продолжува со караванот на трибини низ целата држава под насловот на Македонија и треба твојата идеја. Трибините се организираат со цел жителите на Македонија да можат да ги дадат своите идеи за проекти кои сметаат дека им се потребни за секојдневното функционирање. Трибината во Делчево ќе се одржи утре со почеток во 20 часот и 30 минути во Спомен дом Асном. Постојаната и директна комуникација со граѓаните во секое село, во секој град, во сите краишта на државата, транспарентноста, отчетноста и посветеноста кон остварување на ветувањата за граѓаните на Република Македонија се препознатлив белег на работењето на ВМРО ДПМН во изминативе 9 години. Продолжуваме и во наредниот период да работиме заеднички за напредок и просперитет на Република Македонија и општина Делчево.
Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Делчево ги информираме сите граѓани на нашата општина дека утре, во недела 13 декември, со почеток од 20 часот и 30 минути, во салата на Спомен домот Тасно, во центарот на Делчево, ќе се одржи трибина под наслов «На Македонија и треба твојата идеја», во организација на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Делчево. На трибината учество ќе земе вице-премиерот во владата на Република Македонија, задолжен за економски прашања Владимир Пешевски, градоначалникот на општина Делчево, како и министри, пратеници и други функционери на ВМРО ДПМН. Ги поканувам сите граѓани на општина Делчево да присуствуваат на оваа трибина и да ги споделат своите размислувања за досегашното работење на институциите на нашата држава, предводени од ВМРО ДПМН, како и заеднички да разговараме за сите предлози и идеи кои се од интерес за подобрување на условите за развој на општина Делчево и Република Македонија. Се стабилизира состојбата по вчерашниот пожар кој настана во зграда на улица Рударска во Македонска Каменица. Во пожарот целосно е опожарен еден стан како и кровна конструкција на зградата. Општина Македонска Каменица формираше комисија за проценка на штетите. Се стабилизира состојбата по вчерашниот пожар кој настана во зграда на улица Рударска во Македонска Каменица. Во пожарот во кој гореа 4 станови на најгорните катови, еден стан целосно е опожарен, а опожарена и кровната конструкција на целата зграда. За таа цел општина Македонска Каменица формираше комисија за проценка на штетите од големиот пожар. Причината е поголема материјална штета, еден стан целосно е опожарен и исто така и кровната конструкција на целата зграда. Комисијата која што е формирана од општина Македонска Каменица денес ќе продолжи во понеделник да работи на проценката на направените штети. Заедно со јавното предпријатие денес работевме на целосно санирање на штетите кои што се остатоците од тоа на што е изгорено. Од понеделник ќе продолжи проценката и во најкраток можен рок да се утврдат висината на штетите и соодветно на општина Македонска Каменица согласно своите законски можности, значи ќе помогне целосно и на фамилијата кој што стане опожарен и на целата зграда за промена на кровната конструкција. Инаку засега не е позната причината за вчерашниот пожар, иако граѓаните шпекулираат дека станува збор за неисправна електрична инсталација. Само брзата интервенција на територијалните противпожарни единици од Делчево и Македонска Каменица, како и помошта од граѓани, беше клучна пожарот навреме да биде ставен под контрола и да не се прошири на околните згради. Изградбата на детска градинка во општина Зрновци, која беше најавена пред неколку години, се уште не е започната поради технички причини, но истата се очекува да започне да се гради на почетокот на идната година. Изградбата на детската градинка во општина Зрновци, која што беше најавена пред неколку години, се уште не започна. Како главен проблем се техничките грешки, вели градоначалникот на општината Блаже Станков. Па со обзир на тоа што се појавија некои технички грешки кај проектната документација, кои што веќе ги отклонивме, така да јас очекувам дека наскоро ќе почне Министерството за финансии, бидејќи средствата ни се обезбедени преку Министерството за финансии, очекувам дека ќе почне постапката за објавување на тендер, така да сигурно некаде таму почетокот на следната 2016 година, доколку возможат временските услови, ќе започнеме со изградба на детската градинка. Интересот за изградба на детска градинка е голем. Во моментот има над 30 дечиња во општината кои мораат да ги посетуваат градинките во Кучани, а тоа им е отежнување, па затоа решивме овде да изградиме, рече Станков. Инаку изградбата на градинката се очекува да започне на почетокот на идната година. Покрај тоа од неодамна Чишинова, Облешева, општина Карбинци и Делчево добија нови детски градинки. Во бизнис инкубаторот во Берово свечено беше отворен официјален тестинг центар на Цертипорт, во кој е предвидено совработените во локалните институции и невработените да се држат обуки и да се спроведува тестирање. Општина Берово го доби првиот тестинг центар во регионот за стекнување со IT вештини и странски јазици, потребни за вработување во државниот сектор и за унапредување. Денес во бизнис инкубаторот свечено беше отворен центарот од страна на Цертипорт, во кој е предвидено совработените од локалните институции и невработените лица да се одржуваат обуки и да се спроведува тестирање за Microsoft Office. Овој тестинг центар веќе е лиценциран од почетокот на оваа недела од страна на Цертипорт, кој што е официјален застапник за тестовите на Microsoft Office Specialist за Word и за Excel, како и за редица други тестови и сертификати што се неопходни за
вработување на младите лица во државна администрација, како и за унапредување на државните службеници кои што сакаат да напредуваат на нивните работни места. Го отвараме тука во вашата општина Берово на наше огромно задоволство, бидејќи веруваме дека ќе биде навистина од голема корист и бенефит за сите граѓани кои што досега наместо тука да си полагаат и да се обучуваат, беа приморани да патуваат со километри до соседните градови, па и во Скопје, за да може да се стекнат со овој исклучително важен сертификат МОС Word и МОС Excel. Општина Берово го обезбеди просторот во бизнис инкубаторот во кој ќе се спроведуваат обуките, а ќе им служи и на граѓаните од околните општини. Сите граѓани на општина Берово, па и како што рече мојот претходен соговорник, и на граѓаните од општина Пехчево, од општина Делчево, Македонска Каменица, Виница, тука ни е близу, дека ние како локална самоуправа се потрудивме, а пратејќи ги позитивните законски одредби кои веќе наложуваат на јавната администрација да имаат добиено цертификати за познавање на странски јазик и за познавање на ЕИ технологија. Мислам дека со отварањето на тестинг центарот ќе овозможиме на сите кои се заинтересирани и вработени и невработени да ги стекнат овие цертификати. Во центарот ќе работи сертифициран обучувач кој ќе ги спроведува обуките. Во текот на 2016 година е предвидено да се држат обуки од МОС, Microsoft Office Specialist Word, Specialist Excel, напредно и основно ниво и од двете области, Adobe, мислам дека имаше Photoshop и IC3 Digital Literacy. Очекуваме дека ќе има огромен број на пријавени кои што ќе ги посетуваат обуките овде кај нас и очекуваме соработка со институциите и со сите невработени лица. Од Цертипорт најавија дека од наредната година во соработка со Агенцијата за вработување, овие обуки за невработените лица ќе бидат бесплатни. Блатечки бренд со црвени пиперчиња се продава на европските пазари. Печалбарската приказна на семејството Филипови од Блатец веќе 7 години успешно се имплементира како домашна инвестиција по италијанска технологија и рецептура. Овие ситни црвени пиперчиња кои се полнат со урда и туна станаа блатечки бренд на европските пазари. Семејството Филипови од Блатец, 17 годишната печалба во Италија веќе 7 години ја реинвестира во родното Блатец. Искуството од таму го практикуваат и на домашен терен. Со стартна инвестиција од 200.000 евра, тие чекор по чекор одат кон усвојување како на домашниот, така и на странските пазари. Значи постоиме 7 години. Пазарот одеме полеска најгоре, сигурно. Производство, видете го. Така. Кооперанти наши тука. Од, што вика, од нива до готов производ. Значи работиме повеќе со извоз, а веќе гледаме дека и нашиот пазар во Македонија е интересен и имаме пуштено во неколку маркети тука исто производи. Така. И сме задоволни од потрошувачка. Мојата сопруга, исто она, исто целата работа ја води во процесот на конзервирање. 17 години имаме, работиме во Италија со искуство. Исто гледаме да го префрлиме тука, значи пиперката што ја работиме, што ни е главна дејност, дури е подобра од сите други. Имаме околу 130-40 кооперанти што работат пиперка, имаме преку 400 тона само оваа година. И сега планираме исто и со цреши засади, Охридска цреша што успева исто кај нас на морска висина. Така. И планираме сите исто нашето село, кој што знаете, е 70% иселено. И со такви идеи некои сите нешто да инвестираме и да се врнеме можеби ко негош. Филипов веќе ги има неопходните сертификати за извоз, но не се откажува од органското производство, кој според него е иднината во развојот на земјоделството. Пред недела дена со дел од своите производи се представи на сајмот за органска храна во Скопје, а веќе има подигнати органски насади со цреша која исто така ќе се конзервира. Како и во секој бизнис, и тука има кучници кои неретко го предомислуваат да се откаже, но има и бенефиции. Но сепак се бара поголема и поажурна акција од надлежните институции за развојот на селата да оди побрзо. Воспротивно, миграцијата не може никој да ја сопре, вели Филипов. А ИПАРТ не можеме многу да користиме, заради пошто сме во села. Плановите што се дупови, гупови, у нас не следува тоа, пошто прво имаш дозвола за градба и сите тие работи ние ги пропуштаме. Лимитот, пак ќе кажам, зависи
значи у доградби и идење напред. А ние едно метро не можеме да се доградиме. И кога ќе имаме некои услови и шанси, пак го немаме. Истиот проблем е тој. Значи легализации, значи исто со банки што ги изнуди државата, не можеш ти да бидеш конкурентен, немаш легализација, немаш тоа, немаш друго, немаш трето. И ти одеш наместо напред, одеме назад. Истото ќе си го кажуваме многу години, истото мине, јас го кажувам на сите, луѓето се исели, утре може да кажеш ти го направивме џабе, во село да врнете некој тешко е. Значи ако ги помагаме селата, на тај начин услови за развој има така. Ама за значи, производство има. Прво е градбата у секое место. Ако так. Некој не ти дозволува да градиш, се е џабе, значи и субвенции и се е џабе. Семејството Филипови се само еден упорен и квалитетен пример на успешно имплементирана печалбарска приказна која треба да биде репер за многумина, кои можат да се вратат и да го користат природниот благодет на нашите села. И домашните, а не само странските инвеститори, треба да бидат предизвик за надлежните институции, посебно кога станува збор за инвестиции во населени места, каде миграцијата не престанува да коси. Советот на млади при општина Штип овој месец заокружува 2 години од формирањето на Советот. Овие 2 години работа и дружење на младите ќе бидат кронисани со свечена седница на 26 декември, на која ќе бидат презентирани досегашните и идните активности. Советот на млади при општина Штип овој месец ќе заокружи 2 години од формирањето на Советот. 2 години работа и дружење на младите ќе бидат кронисани со свечена седница на 26 декември, на која ќе бидат презентирани досегашните и идните активности. Како и досега, нашите главни активности цели ќе бидат насочени кон едукацијата, кон знаењето и пред се квалитетот во самото знаење. Како Совет на млади аплициравме на неколку проекти, еден ИПА проект и неколку европски проекти и се надевам доколку тие проекти ги добиеме како Совет на млади, младите ќе имат можност покрај неформалното образование да бидат дел и од образование во соседните земји. Исто така ќе организираме 4 проекти кои што се на тема лидерство, се со цел да ги поттикнеме лидерските вештини кај младите, а останатиот дел од програмата представува иницијатива на самите млади, на самите студенти кои што сакаат да имат во текот на целата година. За Канал Плюс, председателката на Советот на млади Сања Стефанова за следната година најави активности со кои пред се ќе им го задржат вниманието на младите и ќе им овозможат тие самите да ја креираат програмата на Советот, бидејќи токму младите се оние кои го представуваат овој Совет. Искуството што го имавме досега ни отвори можности и привилегија како Совет на млади да бидеме дел и од таа цела програма за креирање на младинска политика на државно ниво, па така и досега и наредната година соработниците во Советот на млади ќе бидат дел од раечни обуки, раечни семинари кои што се организираат на државно ниво. Работна акција утре ќе се спроведува во населбата Три чешми во Штип. Исто така свечено ќе бидат пуштени и 5 асфалтирани улици во оваа населба. Во Штипската населба Три чешми утре ќе се спроведе работна акција за чистење на населбата. Акцијата ја организира јавното предпријатие ИСР во соработка со жителите од оваа населба во период од 8 до 16 часот. За таа цел од општината апелираат што помасовно присуство и ангажираност на жителите во работната акција и расчистување на теренот. Исто така, утре во 10 часот во присуство на градоначалникот на општина Штип, примариус магистр Илчо Захариев, ќе бидат свечено пуштени во употреба 5 асфалтирани улици. Општината за асфалтирање на улиците инвестираше 770.000 денари. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган синоќ изјави дека поднесената од ирачките власти жалба до Советот за безбедност на Обединетите нации за распределување на турски војници во близина на Мосул не е чесен чекор. Тие може да се обратат до Советот за безбедност на Обединетите нации. Тоа е нивно право, но не е чесно, изјави Ердоган во интервју за телевизијата Ал Џезира. Багдад претходно побара од Советот за безбедност на Обединетите нации да изврши притисок врз Турција за повлекување на војниците од камп во близина на контролираниот од Исламска држава ирачки град Мосул. Ирачкиот представник на Обединетите нации Мохамед Ал Алкин врачи писмо до американската амбасадорка Саманта Пауер во својство на председател на Советот во месец декември за да го проследи до останатите 14 членови. Саманта Пауер ја потврди позицијата на САД дека секој распоредување на војска во Ирак треба да биде во согласно со ирачката влада и по малезијски авион, откако излегоа најнови информации дека тој најверојатно мистериозно останал без струја, поради што летел се додека не останал
Најверојатно е решена мистеријата за исчезнатиот малезијски авион, откако излегоа најнови информации дека тој најверојатно мистериозно останал без струја, поради што летал се додека не останал без гориво, пишува Daily Express. Според извештај на Австралиското бюро за транспорт, главните системи на авионот заедно со системите за комуникација и известување откажале, поради што авионот со часови летал додека не останал без гориво, а потоа се урнал во океанот. Пилотите се труделе да се спасат од очајната ситуација. Извештајот се заснова на последниот курс на летање на авионот, како и промената на локацијата, а ова се објаснува со тврдењето дека пилотите се обидувале да го вратат авионот кон копното. Во мигот кога пилотите последен пат контактирале со контролата во Куала Лумпур, авионот се движел кон Јужното Кинеско море. За сега местото на уривање е само шпекулација, а единствен знак од авионот по уривањето беше парчето од крилото што беше откриено на брегот на островот Ла Реунион во близина на Мадагаскар. Францускиот министер за надворешни работи Лоран Фабиус изјави дека денеска на министрите ќе представи историски конечен нацрт за нов глобален договор за климатските промени, изразувајќи уверување дека тој ќе биде одобрен. По консултациите, утре во 9 часот на сите земји ќе го представам текстот што сум убеден дека ќе биде одобрен и ќе представува голем чекор за целото човештво, изјави Фабиус, додавајќи дека работата е до самиот крај. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун исто така изрази уверување дека ќе биде постигнат амбициозен и силен договор, додавајќи дека преговарачите се уште работат на согласување на одредени прашања, меѓу кои за тоа кој ќе плати за штетите предизвикани од глобалното затоплување. Фабио синоќа представи нов нацрт договор од 27 страници, што за 2 страници пократок од претходната верзија. Преговарачите се согласија за долгорочна цел глобалното затоплување да се движи на значително ниво под 2 степени, како и цел на владите да биде што побрзо постигнување на договор за највисоко ниво на емисија на штетни гасови. На покана од одделот за спорт на Софискиот универзитет Свети Климент Охридски, група студенти спортисти од Универзитетот Гоце Делчев од Штип, предводени од наставници по спорт и рекреација Ване Барбареев, Љупче Нехтедин и доцент доктор Билјана Попеска, беа дел од прославата на патрониот празник на Софискиот универзитет. Екипата на Универзитетот Гоце Делчев, како специјални гости, беа дел од манифестацијата Спортист на годината, која традиционално ја организира одделот за спорт на Софискиот универзитет. На манифестацијата специјално признание за придонес во меѓународната соработка и афирмација на спортот беше доделено на Универзитетскиот спортски центар при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Пред недела дена присуствувавме во Софија како гости на Софискиот универзитет, конкретно на одделот за спорт при Софискиот универзитет. Бевме дел од нивниот патронен празник, конкретно од манифестацијата Спортист на годината, кој што тие традиционално ја организираат и кој што представува манифестација кој што ги афирмира студентите спортисти. И во рамките на таа манифестација ни беше доделено признание за придонес во меѓународната соработка, која што е соработка која што интензивно се одвива веќе 2 до 3 години во соработка со Софискиот универзитет. Ова беше се во првото издание на Дневникот. Се гледаме во 20 часот, термин за вториот Дневник на Канал Плюс.